Вие гледате Дебели гикови! Здраво, здраво на сите, јас сум Могден Каршимене Марио, вие гледате Дебели гикови! Идемо, кадар клапа. Кадар клапа, кај е Омилениот клапата? кадар со клапата. Само малце да си наместаме Ајде, овако, намести супер. се. Денешен гостин е Владимир Битолјану, собственик на стрип книжарата Бункер, како што ја спомнуваме у секоја емисија, така дојде ред и он да ни е гости во подкастот. Владимир, здраво. Здраво, здраво. Благодарам на поканата и на честа. Мило ми е што еве конечно ќе можеме да го реализираме муабетов и посебно ми е мило што се среќаваме во некои изменети околности. До сега ве гледав во Бункер каде што јас бев домаќин, вие бевте гости, сега улогите се изменети. Малце обратно. Презимево не е као за наш... Странско, а? Да, некако... Има некој екзотичен овака да. екзотична жичка. Тоа е партизанско презиме на дедо ми. Ние порано сме се презивале кога биле бугарите Костови, кога биле србите Костич. И на крај... Дедо ми кога отишол у илегала во партизани, решил да го земе тоа презиме Битолјану. По потекло сме власи од Крушево и тоа на некој начин значи нешто луѓето од Битола, од прилика. Значи сепак е поврзано со Да. со Битол. Бито Авр пристигна. Битол, има еден дечко од Битола што го токмиме да ни биде у емисија, ама ќе видиме. Него не одби Ако е истиот, одличен соговорник е Ќе се реализира некад. на кој што мислам, да. Ние сакавме кај него дома да идеме, ама не одби некако човек. Така, најубаво. Не ќе да прима, многу мечеви имал ке на гаѓа со меч. Ќе не колеба. Има страшна колекција, не зна ни самиот што се има овој. Да. Ја малце поише ќе зборам овој подкаст дека Марио нешто ни е и со гласчето и со носето. Ама и со рачето. Ама и со рачето, да, се подновме, тоест Марио се поднови. Па сега јас си го донесов. Јас, ова ми убаво што го имам. Владимир, дај кажи ми од први нешто малце повеќе за тебе. Од каде, како, што, па после ќе се доврземе и со Бункер. Ова е она стандардна рубрика. Да, тоа мора, Јас тоа- сум 3 точки. Представете се. Марио ги почна некако така подкастите, па викаме ајде. Тоа е моја. Шега на страна, некако, у принцип, не сакам многу да го користам тој збор јас, таа лична заменка. Не затоа што е прашањето лоше, него некако, ете, поише предпочитам да ме прашуваат и да копаат луѓето од мене, него јас сам некако да се промовирам. Баш како многу почнам да го користам тој збор, ќе дојдам во опасност да влезнам во некој его трип. Не се, јас сум Владо, една од 8 милиарди човечки единки кои што се на планетава, сопруг, татко на една прекрасна Лана. Полека ја крцкам втората половина од векот. Како и секој од нас водам некоја своја животна борба, на тој пат мој, на тоа некое животно талкање, сум дошол во допир со стрипот и затоа сум ви веројатно на некој начин може би интересен како соговорник за оваа емисија, подкаст. Кој ти... Носам Кондори 43. Понатаму копајте вие овој. Кој ти беше првиот стрип што ти текнува што Како не ми текне? дојде во контакт со него? И од кога? Тоа се некои сеќавања кои што не бледат кај стрипофилите. И точно се сеќавам кој беше стрипот, дури можам приближно да погодам годината. Стрипот се викаше Джудас против одметника. Тоа беше еден стрип во една едиција, Лунов Магнус стрип, култна едиција во бивша Југославија беше тоа. Вестерн, јас сум така љубител на вестерн. Главниот јунак беше Джудас, тоа беше нека релативно кратка серија во Италија, 5-16 епизоди имаше тој лик, имаше некои брчиња како Чарлс Бронсон, не знам дали го знаете, еден култен глумец од 70-тите, 80-тите. И тоа беше стрип кој што прв беше, го добив како мој стрип, во Охрид бевме негде ми се чини, мајка ми го купи. Претходно имав допир со стрипот, Микиев забавник, Микиев алманах, Астерикс ми читаше мајка ми, меѓутоа беше
прв стрип што сум го прочитал и тука почна целата приказна. Стрипот е Лунов Магнус стрип 418 број. И бројче со све. Да, они стигнаа тамо до 998 таа едиција беше Лунов Магнус стрип и златна серија, они уште поише околу 100 броја искочија. И 79 или 80 искочи, значи јас тука имав 8-9 години некаде. Бункер е стрип книжаница, иако не се лажам, официјално единствена, мислам, стриктно стрип книжарница. Да, тоа ни беше идејата, некаква водилка, иако Бункер во меѓувреме има и доста други работи. Држиме и книги, и ова производи предмети врзани со поп културата и така натаму. Меѓутоа, основната идеја водилка беше да имаме едно место кое што ќе биде посветено на стрипот. 2011 го основавме, значи веќе 13 на години го тераме. 2011? 11. Ја мислев 2001 дека е нешто така добро. Време лета, ама не толку. Прво е Гоблин, да. Јас бев заљубен до стрипот, значи моите први 20 на години. Значи цел джепарлак ми идеше на стрип, бев занесен во Југославија, тогаш постоеше страшно јака една стрип продукција. Некои викаат по некои параметри во првите 5 во Европа беше таа стрип продукција. Не беше доволно джепарлакот, джепарецот да ги покрие сите тие стрипови кои што искача. Морав да се снаоѓам на различни начини, идев по бувљаци, значи од тука па не знам, до Бит пазар, оние што се продава улично стрипови ги собирав и тоа беше една голема љубов. Некаде 90-тите години патот ме нанесе у некои други насоки и малце изгубив контакт со стрипот. Едно време живеев надвори во Германија. Тука открив некои стрипарници кои што ми делуваат доста интересно. И потоа негде тамо втората половина на 2000-тите на некој одмор во Хрватска, во некој градче мало, во некоја библиотека открив Кен Паркер. Кен Паркер е еден исто култен стрип. Не знам дали го знаете, тоа е стрип кој што искачаше порано во Југославија, кој што не го сакавме како деца, затоа што беше прилично нејасен, беше нацртан нејасно, ние сакавме се да биде јасно, да знаеме за што се работи. Хардкор. Тоа е еден култен стрип кој што е направен како вестерн, уствари рамката му е само како вестерн, бидејќи Бонели барало да вторите Берарди и Милацо да му направат вестерн. И они направиле рамка вестерн, меѓутоа тука бутнале некое кукавичко јајце и све под рамката на тој вестерн обработуваат многу други теми. Модерни дури, тероризам, хомофобија, работнички права, буквално се. И нас кој деца не ни беше атрактивен затоа што кога дете сакаш акција, сакаш да испуцачи на ова беше малце различно. Тој стрип после толку години го најдов во едно убаво, тврдо коричено, луксузно издание во библиотека. Значи се изнајмува во Хрватска. И кога видов колкав им е тој одсекот во библиотеката, си рекол, вау, ова е нешто што јас би сакал и да го работам и некако љубовта пак ми се врати кон стрипот. Потоа разбрав и дека се издава. Сопругата во тоа време, она од Србија беше од Белград, секое доаѓање мораше да носи ранчето полно со стрипови и така некако се створија услови да се појави Бункер, што е нужно на некој начин, бидејќи книжаниците за стрипови се на некој начин обележја на секој модерен град. Значи, цела урбана култура е поврзана на некој начин со стрипот. Сите големи светски метрополи имаат своји стрип книжаници. Мора да има, не знам. Да. Со Игор, кога беше у емисија, нашнавме на тема, тоест не кажам кога се издава, да кажам кога издава он стрип, колку беше, не знам колку броја од стрипот иде у Министерство за култура и после тоа као предпоставуваме дека се носат по библиотеките. Имаш ти дека дај повеќе си запознаен со Бункер, имаш ли некоја информација дали може у библиотека да се рента македонски стрип наш? Мислам дека да, иако зависи нормално и од волјата на самите луѓе кои што работат во дотичната библиотека. Постои еден податок на интернет, може да се најде, Кобис се вика,
каде што имате информација за секој издание што е излезено во Македонија и помеѓу другото. Као кажа? Кобис нешто, Cobis.mk, ќе видите, ќе ви го дам линкот. No. И тамо помеѓу другите информации за стрипот, значи тираж, автори, превод, страници, све, има и некоја информација колку и каде може да се најдат од тој стрип изданија во која библиотека. Како и колку е тоа ажурирано и на каква база функционира, не знам, меѓутоа факт е дека ние за секој поддржан проект треба да дадеме 55 стрипа во Народна библиотека. Би било жално доколку тие 55 стрипа фаќаат прашина во некој магазин, наместо да бидат дистрибуирани во библиотеките ширум државата. По некои сознанија имам дека луѓе немаат или ми викаат дека не може да ги најдат, меѓутоа пак викам све зависи од волјата и од агилноста на луѓето што работат тамо. Јас имам примери, например, од другите држави. Србија, Хрватска има библиотеки, например во Риека во Хрватска, во Шабац во Србија, кои што се многу активни на тоа поле. Значи имаат свој човек задолжен за стрип, он прати стрип сцена, иде и на фестивали и на крајот кога треба да требува, бара, дајте ми од овој стрип од централата, бара, дајте ми толку и толку примероци. Во другите држави нормално и во Хрватска конкретно, например, и многу поволно е тоа што државата помага не само што дава средства за некој проект да се изработи стрипот, туку и после тоа библиотеките откупуваат одреден број на стрипови. Значи двократно имате корист ако издадете стрип во Хрватска. Муаветот ми беше тој дека ја прв пат слушнав од Игор дека уствари кај нас у библиотека можно е да најде стрип. Ја не знам дека ја мислам дека библиотеки се за книги можно е само. во околината, во регионот тренд е. Значи дури луѓе стриповили бидејќи не може да си дозволат да купат све па да проверуваат, иако има и такви некои унаводници манијаци што све што ќе искочи сакаат Мора да да го купат. имат. Знаеш, има во дечкиот стрип портал во регионот, stripovi.com. Има убава статистика кај него и на се што искочено. Тамо можеш да видиш колку изданија искочиле на територијата на бивша Југославија годишно. И сега имаш прошлата година, например, 995 изданија. Тоа е 2,5-3 стрипа дневно. Тешко се прати. Што прават луѓето? Значи, идат у библиотека, читкаат, кој ќе го земат, ќе го изнемат стрипот, баш како во библиотеките може да се најдат и некои распродадени изданија, кои што не може да ги најдеш. Као Ајвармен, ја да знаев Ајвармен ќе го бара во библиотекава што е кај Буњаковец. Озбилно. Има и други случаи, значи ако имаш некое ретко издание кој што ти се свиѓа, не би требало да го зборам овама. Да. Ако има во библиотека, земи го од библиотека, плати си казна и ќе го имаш со печат, чел. Не го стави во граница, само плати. Али нормално е значи да имаш некој увид, па ако ти се допадне стрипот кој ќе го прочиташ, купи си го за колекција. Оти според мене полека не газат години, не гази простор, немаш и све. Треба да се чуваат оние стрипови кои што имаш намера да ги прочиташ повеќе од еднаш. Значи се друго е залудно Џабе ти е сега. И јас си го имам тој проблем овако. Имам стрипови, си викам чекај се, кога ќе го прочитам втор пат овој стрип? Би сакал, ама немам. Ја овде ми се само у кутија ми се дело стриповите што ги имам. Знаеш до душе едно време дека претплатен бев кај вас секој втор ден доаѓав. Харио го заборавме на крај. На крај ќе го стави. Добро. Нека ги копка гледачите што е ова. Тизер. Кажи Да. во бункер може да се најде свашта. Марвел, DC, италијански, српски. DC на српски само. Па може на англиски. Ги Не, нема на сакам да англиски. прашам. Барем колку што знам, ќе се радувам ако ги Во има. моментот ги нема. Тоа беше некој проблем. Ние кога почнавме да носиме стрипови на англиски, најголемиот дистрибутер светски што е за стрипови, Diamond Comics, го изгуби правото на DC. И сега имаме врска и ќе ги донесеме и DC. Проблемот е во таа голема папирологија и комплицирана процедура, бидејќи се носат од Америка, па со авион, па преку Германија, па царини, глупости, многу, значи тие увози од Америка се доста
комплицирани, доста енергија ни цицаат и имаме, врскаме те никако да стигнеме да го донесеме, да ги донесеме DC на англиски, меѓутоа во план ние и наскоро и тоа ќе се случи. Прашањето воедно ми беше што највеќе се бара и што највеќе се купува. Кои едиции, например, дали можеш да ни издвоиш? Ова е отприлика како ќе прашаш некој каква музика слушаш и тој ќе ти каже, па се слушам, ја, се слушам овако. Не можам да кажам точно, значи нити па некоја статистика водам. Во принцип ние кога почнавме со стриповите во регионот. Тоа се значи Хрватска, Србија има доста јаки етаблирани издавачи тамо и буквално во последните 10-15 години се што можеше да се издаде, они издадоа. И тој тренд продолжува, сега се фрлија и врз мангите во Србија. Тоа ни беше првата допир на точка со стрипот или првиот чекор. Во 2016, 15, 16, сега малце должам, ама да го кажам отприлика историјата. Слободно збори. Имаме фора, начекав сега прв пат да ме Не слуша сме ограничени со време, уживај. Мада што бункер треба да отвори. Тоа дека не избркаат, не бегаме. Со бајачки стилови. Тоа е друг момент. Почнавме значи со тие стрипови од регионот. Тоа се стрипови претежно за, да кажам, моја генерација или луѓе плюс минус 10 години. Најчесто, иако има случаи кога ќе дојдат и млади генерации да ги прочитаат тие стрипови и тоа ми е многу мило кога ќе ги видам овако. Некаде 2015-16 година, значи се наметна прашањето, односно императивот дека мораме да се прошириме. Само од стрипови од регионот, а кај нас, за жал, немавме продукција, се уште немаме некоја продукција на стрипови кај нас, моравме да направиме некој исчекор. 2015-16 година дојдовме на идеја да носиме производи врзани со поп културата. Фигурици, постери, сложувалки, некои чак и друштвени игрици, привезочиња и така натаму. Сега е фанко поп, например, доста популарен. Ние го донесовме, мислам, 2016, значи година-две пред првиот друг што донесе фанко поп кај нас. Потоа 2017 некако се наметна потреба, баш поради тој вакуум што го имаме во издаваштвото на стрипови на македонски јазик, да влеземе во издавачки води. Почнавме таа едиција апсолутни почетници по песната на Боуи, ама и некако символично ние се сметаме за почетници овако секогаш во животот. Во која ја возобновивме таа едиција апсолутни почетници, во која што објавуваме, како јас милувам да кажам, стрипови со силен авторски печат. Значи, како наративно, така и визуелно. Мичо вика, не ти ги купува никој, тие, меѓутоа он ги купува и тоа ми е битно. Издаваме стрипови кои што сакаме да ги издаваме. Значи, и неколку табуа, да кажам, прекршивме, доста издаваме женски автори, издадовме и стрип и преведовме и на македонски и на албански јазик и така натаму. Мала забелешка и моја обсервација е дека треба да се префрлиме малци на покомерцијални стрипови и тоа ќе не биде следниот чекор. И последно дојде издавањето односно увезувањето на стрипови на англиски, бидејќи младите генерации денеска функционираат само на англиски, во Дуќан доаѓаат луѓе, деца зборат меѓу себе на англиски, иако се од тука и странци ни залетуваат. Значи сега Скопје станува некаква метропола, па ќе дојде и некој странец ќе не изгугла, ќе не најде и ќе купи стрип на англиски. Тоа се тие 4 столба, би рекол, врз кој што функционираме ние, затоа што само од едно не би можеле да издржиме и обстоиме. Сега, постарите генерации нормално сакаат поише она што искачало во екс Југославија. Младите сакаат исклучиво на англиски, тука предимство имаат сега во последно време во голем налет се мангите, па и Марвел еве исто покрај овие блокбастери што ги вадат филмски, си влече свое. Поп културата си влече, значи тука имаме луѓе од сите генерации, Огнен може да потврди дека и он е еден од тие што Јас почнав со пасионирано српски. Јас почнав да ги купам од кога сум српски дека уште на англиски ги немаше да се надоврсам со муабетот што каже дека англиски. И си ги читав на српски, све оки, почнавте да носите англиски, купив на англиски стрип, почнав да го читам
еден стрип, два стрипа на англиски, после пак купив еден на српски и потешко ми идеше тој на српски да го Абе, читам. нормално е, други времиња се. Јас сум израснат во некое минато време. Ние во школа учевме, во 5 и 6 имавме српско-хрватски јазик, војска се служеше, мораше српски, официјален јазик беше српски или хрватскиот. И тоа ни беше некако, немавме многу стрипови на македонски, значи никогаш не сме имале, и тоа ни беше некаква допирна точка. Сега се други времиња, башка глобализацијата си влече своје, јазикот на компјутерите на англиски, значи младите функционираат на тој принцип и глупо е на некој начин со сила да наметнеш нешто. Иако има доста, например, стрипови на српски или хрватски, кои што не можеш да ги најдеш на англиски, поготово од оние школи што јас ги преферирам од стрипот, француско-белгиска школа, јужноамериканската школа и така. Американците си се некако сконцентрирани на тоа што они си го тераат. Пазар си има, тони Да, Канев си е тамо посебна важат посебни правила, прича, значи да, Бонели да. 100 пати покушаваше да влезе на амерички пазар, не успеваше. Значи они си имаат своји, што викаш, правила, своји некои закономерности и си функционираат на тој начин. Меѓутоа, факт е и дека, например, европскиот стрип можеш на лажиче да го најдеш на англиски преведен, и тоа ако го преведе некој, еве, Бонели конкретно во Америка, сега го преведуваат бивши југовици, луѓе наши од Југославија, бивша што тамо живеат, ајде Загор, ајде Дилан Док, ајде текст да го правиме на англиски. Мене, не знам, ово сум го кажал, мислам дека претходно, стрип, како мал што ми оставил впечаток, мислам дека немаше корица, го најдов нешто низ дома зафрлен. Тоа беше стандардно, значи Немаше, брат, стриповите корица. ги користеа за пиење кафе, за играње табланет, у WC ако ти треба нешто, ти Немаше корица, Таков брат. беше. Знам дека ликот беше, може дека јас со бивши стрипови со малце, не ги знам. Имаше човек, кој знам, шубара и од позади, Белики Блек или Командант Марк, нема трето. Блек бил сигурно. мисля, и пушка нешто имаше у рака. Блек. А тоа се два јунака кои што се као централни фигури во американската борба за независност против англичаните, и тој Блек, например, во бивша Југославија, искачаше у некои ненормални тиражи, 100.000 примероци или така. Тоа се некои тиражи за кои што можеме да сонуваме сега, буквално. И тоа знам, ете, некој дека ја као комал сакав нормално како сите деца каубојци индијанци, овој некако не знаев да читам, ама си го листав по дома. Муаветот ми беше кој ви беше прв издаден стрип? Прв издаден стрип ни беше Олимписки сон, приказната за самија Јусуф Омар. Него го Аха, издадовме тоа на е македонски и на албански. албански и на македонски, Македонски. така? Тој проект го поддржа Македонскиот олимписки комитет во тоа време и доста ни значеше, Марија, ќе може бидејќи ни беше баш така ќе некоја покажеш ти. Така. одскочна штица, како се вика тоа. Го направивме во ненормално голем тираж за наши услови, 1000 примероци. Дел зема Олимпискиот комитет и со тоа почна приказната. Најновие везење. Така е. Така тук сега искочи мислам. Да, Пред везење. Одмарџан со Некое трапи. време, да. Ама Стармен некако ви остави според мене така. Знаеш како е, Дейвид Бови е феномен. Стармен се продава и вон стриповилските кругови. Ние, значи јас сум како човек многу тесно поврзан со приказната за Дейвид Бови и Дейвид Бови и со музиката на Дейвид Бови, израснат сум со неа. И Дейвид Бови е првото наше издание што е пред распродажба или распродадено така да многу битна и важна карика во нашиот некој циклус издавачки. Баш сакав да го земам, тогаш не знам зошто не го земав, кој имате уште. Може да имаме уште некој примерок, ама Да, баш е при крај. Кажи ми колку имате до сега издадено стрипови? Па ова е првата десетка наша со се значи ако рачунаме Олимписки сон 2 примерока 10. Значи 10, некој да. мини јубилеј. Ќе правиме. има уште до вакви дека јас негде наслушнав дека више еден круг сте завршиле со
со преведување или нешто грешно? Да, работиме, значи ние во секој момент имаме некои проекти. Годинава, ако биде све во ред, планираме 2 стрипа да издадеме. Тоа се 2 стрипа од италијанската јака кај нас стрип школа. Требаше некако да биде поврзано со фестивалов стрип трип, бидејќи земја во фокус на фестивалот ќе биде Италија. И некако се обидуваме, покушаваме, правиме напори да доведеме дури и некои од авторите на тие стрипови овде. Ситуацијата не е баш розева, затоа што стрип трип не беше препознаен ниту од Министерството, ниту од град Скопје како проект од национален интерес во културата. И сега, некако волонтерски, собрани сме ентузијасти, сакаме да го истераме по секоја цена тој фестивал. Имаме поддршка дури и од некои луѓе од странски амбасади, но немаме поддршка од кај нас никаква. И да кажам, не се работи за некои крупни средства. Тоа е некој фестивал кој што може да постави нашата држава на светската стриповска мапа. Жално е што некој нема сенс да го види или да нема слух за таа работа. Тоа баш ни го зема и едно од стандардните прашања. Рипаме од тема на тема, извини. Ние стрип трип. Марио, ја малце се изгуби. Искочивме од концептот. Се збуним. Кажи ми, можеш ли да ми направиш споредба Македонија за време на Југославија и сега при продажба, при барање на стрипови, општо културата колку била тогаш популарна, колку е сега, дали е тогаш подобра, дали е сега. За стрип културата. Да. Значи можам да кажам, значи убедливо беше популарна порано стрип културата. Без разлика дали се читаше на српски, хрватски или некој друг јазик. Сите имаа читано стрипови во моје време. Некој поише, некој помалце, некој ги собираше, некој ги кинеше. Меѓутоа секој знаеше. Алан Форд, например, култниот италијански стрип, цитати од него и ден денеска се вада. Значи таа генерација растела со тој стрип. Денеска времењата се различни. И тоа е и нормално. Децата имаат некои други приоритети, децата за жал се нонстоп младите пред монитор, имаат други јунаци, меѓутоа тоа не значи дека треба да се откажеме од таа некоја борба. Знаеш, стрипот е медиум, уметност која што полесно допира до младите. Значи, јас така и почнав да читам. Кај мене стрипот беше клучен во создавањето навика на читање понатаму и на книги. Се што беше у школа, у училиште, лектири, ми беше некако наметнато, не го осеќав како свое. Стрипот ми отвори вратата кон читањето. Сега имам дома и голема библиотека и на книги. Стрипот на многу јасен и пластичен начин, дури и наједноставните стрипови ми објаснија што е добро, што е лошо, што треба да правиш во животот, што не. Имаш некој банален пример, каубојци и индијанци. Стрипот во тоа време ти објасни дека индијанците не се онака како што ги прикажуваше Холивуд тамо се до 60-70 години, некои дивјаци од втор ред кои што овакво. Во стриповите можеше да видиш дека тие се онеправдани, дека се угнетувани, дека треба да се борат за своите права и едноставно ти објаснуваше стрипот како и некои своји животни вредности да формираш. Денеска, за жал, генерално во општеството се губи навиката за читање, не само кај младите, кај сите. Денеска имаме ситуација на киосците кои што порано беа наши светилишта, продавници на тајни. Знаете како беше да идеш на трафика? Па ко мачка околу конзерва, и бункер, ко мачка околу конзерва сме вртеле околу 100 круга околу трафиката, оти теткиците ги има тамо закачувано разни, гледаш наслови, гледаш па кој ќе го земеш, како ќе избереш, па кој ќе отидеш на одмор на наше море, идевме на одмор. Пари за еден стрип и имаш 100 стрипа пред тебе. Ама желбата е голема, знаеш, немаш интернет, све некако да најдеш некој попис, нешто, ќе отидеш на наше море, тоа време се викаше наше море, потегот од крајбрежјето од Црна Гора до Словенија, најчесто тамо идевме сите, и тамо па беа дупло снабдени трафиките, вајде туристи, голем прилив на луѓе. Тамо беше едно шаренило, теткиците те гледат, ти циркаш сегде да видиш што ќе најдеш.
за жал денеска трафиките продаваат се освен печат. Дури не ни стрипови, значи не можеш да најдеш ништо за читање. Трафиките се нешто друго денеска од тоа што беа во тоа време. Ако ги гледаме работите во тој таков некаков контекст, прилично е жална ситуацијата сега. Генерално, мислам дека и ние како држава заостануваме. Знаеш, кога идам надвор негде во средства на јавен сообраќај или нешто, луѓе читаат, дека нас се сите на монитор, сите се на телефон. Значи, ретко е ќе видиш некој со книга, ретко го гледаш ова. Кај кога беше вчера ли прочетав нешто низ центар и видов една трафика и продава Алан Форд 2 као Ете гледаш, два примерока ги има, во кесенце беа се, изгледа тие два им останале од... со самото тоа што го кажуваш тоа као некој Да, и настана овако викам, види Алан Форд имал... Што им текна? Утравика, Што им текна да не се разболеле? Го заборајле негде дома. А исто па се зачудив европското кога беше Македонија фудбал кога играше и дека увесник еден го дава како албумот со сликички и идам во трафика да им кажам дека следниот ден со тој број да ми чуваат одреден број на весници и продавачата ми вика, ама дечко, знаеш, ние носиме само 5 весника и тие 5 се као луѓево си доаѓаат и викаат Запознати купци. да. Човески карти. И као сега ми викам, добро, викам, оке, фала на информација и тоа Не се пријави за 6-ти. Ти да... Не, Ма мораш више- редовно тогаш. Ама не, тоа со години тие Да, 5 си да. доаѓаат и толку нема више шести. Не, лоше и жално е, а постои желба кај децата. Значи ја На гледам времето извини, во дневник Пецко идеше од позади. Тоа е онаа стара традиција уште од пред век и овакво да имаш тој новински кајш што се вика Да, стрипови. да, Во Америка да. искача исто на тој принцип. Дарко Марковиќ нормално беше гениален на тоа поле. Постои кај младите желба. Значи ние тоа го гледаме. Значи на секој саем имаме ситуации кај што водат училишта и деца на овако, ќе се залепат за нашиот штанд и се гледа љубовта. Интересно име, ги привлекува. Значи мора малце и како држава да ги подотвориме вратите кон таа девета уметност. Значи, знаеш, во Франција стрипот е веќе официјално деветна уметност. Тамо стрипот овие најпознатите автори добиваат некои престижни државни награди, некои ордени или не знам што. Кај нас, за жал, уште не постои концепција. Ние сме, ја викам, под нула сме. Значи, да бидеш на нула, треба значи, да си на почеток, ама барем да знаеш што сакаш да правиш и во која насока сакаш да ја тераш работата. Ние имаме, кога зборам за саем, например, страшно поразувачки ситуации. Значи, имаш од една страна учителки кои што доаѓаат со децава и викаат, деца, еве ова е стрип, запознајте се, за ова зборевме на часот, видете, прашајте, разгледајте. Меѓутоа имаше наставничка што стрип, шо бре, ти 600 делења ги читаш стрип, ајде, дама да нете и да некои други псовки. Сега, ако даскалите не знаат што треба да прават, како можеме да идеме понатаму? Значи, тоа е како фудбалот, тоа на слободно судиско уверување. Како ќе реши даскалот, учителот, учителката, така ќе се формираат децата. Значи, ние како држава, тоа звучи можда многу овака, ама треба да имаме некаква основна концепција како и како сакаме да ја развиваме оваа уметност. Знаеш, во странство стриповите се дел од лектирите веќе овако. Значи, стриповите освојуваат Пулицерови награди, конкурираат за награда, Пен, Букер, значи, веќе се мејнстрим на некој начин. Гледаш, мене не ми текна ни у основно, ни у средно, дека ни у школа нешто сме правеле врска со... Можда ни кажале нацртајте стрип, ама дека нешто да кажам подлабоко. Не можам да кажам така подлабоко. Јас сега ти кажам дека јас се сеќавам во основно имавме публикувано само еднаш нешто со стрип и знам дека у средно четврта година вајда беше еден час. У делот имаше нешто стрип, толку брат. Толку, значи како што рече он, сметам дека најбитно е прво од образованието да почне да се движи тоа, па после све натака. Ама кога ќе сватиш дека образование имаш само еден час, што онака е да се помине. Ама не бе брат, не е за еден час. Ти пример ликовно македонски
може да се спојат као блок часови да се знае. Ова е стрип, овака се црта стрип и на македонски како треба да изгледа текстот што е внатре во стрипот. Не знам некако Знаеш, така имаме би... талентирани деца и греота да не се развива тој талент. Значи, тие деца после можат да си го валоризираат талентот и надвор од Македонија. Сега, светот е глобално село. Не само во стрипот, може да бидат и милиарда други работи. Игрици да прават, може да бидат графички дизајнери или ако имаш талент. Меѓутоа, недопустиво е да не го развиваш и да седиш некоја статус кво ситуација и онака, да си препуштен сам на себе. Значи, кај нас стрипот и овие автори наши кои што многу ги ценам и почитувам, исклучиво секој од нив сам си се изборил за тоа што го сака. Значи, никаква поддршка од системот, никаква поддршка од никој друг, едноставно имаш инает и тераш. Името од каде? Бункер? Името. Името е двосмислено, да ти кажам. Прво, нормално, Бункер е авторот на култниот Алан Форд, еден од авторите. Значи, Алан Форд, спомнав, беше феномен и уште е феномен на овие простори. Веќе искочи вон стриповските рамки. По интернет и сегде можеш да видиш цитати од тие главните ликови на Алан Форд. Има некои и денеска крилатици кои што се користат. И првата асоциација беше тоа, значи Бункер, Макс Бункер. Авторот на Алан Форд уште е жив, by the way, 85 години има деденце. Едно малце го запостави Алан Форд, во последно време не се читаат баш тие, не се читливи епизодите, сега конечно ќе му става крај. А втората асоциација беше дека Бункер е нешто што е надвор од мејнстримот. Стрипот е надвор од мејнстримот, исто као што вие сте некои гикови, на некој начин имате некоја љубов или занесени сте по нешто што не е баш некој некаков, не знам кој збор да го употребам, мејнстрим. И така некако. Ние сме некои аутсайдери, па зашто онда не би биле Бункер? Така. Кажи ми сега спомна нешто, ќе се завршува Алан Форд? Кој го пишува Алан Форд сега? Бункер? Макс Бункер го пише, меѓутоа тоа веќе со сета почет која имам кон тој стрип не е читливо, веќе подолго време. Најави дека ќе го завршува и дека ќе прави нов стрип. Значи Макс Бункер е еден 85 годишен човек кој што е се уште витален и се уште планира да даде многу на полето на стрипот. Меѓутоа, најдобрите Алан Форд епизоди се првите 75 кога цртаче оној Магнус. Магнус беше еден виртуоз. Само не знаеше коњи да црта, што вика Игор Јовчевски, и имаше дури еден текст црташе, замоли некој негов пријател да му го црта коњот, и за коњите не го биваше. После тоа до 150-200 епизода има уште интересни работи, а сега више и тоа не е тоа, тие ликови не се тие и така натаму. Кога ти е прва, мислам, како дозна за Бункер ти? Брат, како беше, чекај. Мислам нешто видов, дали на телевизија, дали на интернет, нешто проживам многу одамна. И нормално тоаш мислам дека бев средно, нешто така, и кога си усредно, брат, Кога имаш завршен средно? 2000 и не знам, не прашај така за години. Кога си средно имаш многу време, слободно и да истражуваш. Или на факултет бев, не знам, знам уште бубачките ми работеа и нормално кога ти работат бубачки ти немаш пари за стрип, ги наменуваш за други ствари парите и така. А знаев дека постои, не знаев каде се наоѓаат, знаев дека има некаква стрип книжара и ше кога почнав да кажам да заработувам сам со свој, кога ми се трнаа тие бубачки, кога се спуштив на земја, како беше, што беше, не знам. Што беше купено прво? This is Смак Светова или као се вика тие. Смак, Да, тоа е едиција од Чародна Кецот книга. и двојката
И среќавам што го земав и хладен као лед, дека ако останев на тие више, стрипке немаше да фатам у рака. Не ти направи мерак. Многу текст ми имаше. Не ги сакам. Сега, Чекаш DC акција. Бетмен ќе почне да збори и тулкав текст овака и као викаш, добро. Ние денес. Океј. Тој проблем Човештво, и јас го имам, да. Значи, посебно кога бев помлад, кога ќе видов текст, неки е најдобар на светот текст, не знам, Марти Мистерија ми беше омилен, еден од омилените јунаци, ама кога ќе почнеше да разглава, викам, дај бе нешто акција. Иако сега научив да го ценам, ако е убаво напишан, значи текстот приказната ми е многу битна. Дури и некогаш и цртежот, ако не се погоди, ако е добра приказната, ако вози, Ја и до негде си имав проблеми со српскиот превод што ги преведува и имињата на хероите. Не, за Бетмен си беше као чудесна жена, ме разбираш, и сега ти Знаеш треба кој е- малце да изпроцесираш. знаеш кој е како да кажам, смешното по мене, смешниот превод на Јунак на времето 70-80 години, овакво, Дердевил беше едно време преведен како Небојша. Ова ова е бољи од Ерик, брат. Добре, Ерик е обратно Кира. Ерик на англиски земав стрип, го најдов у бутик. У бутик што зима ствари од Lidl и ги препродава. Ти као најдов нешто му купив и на Мичо му го однесов тоа. А каде? Нешто овака тврда корица и викам шо е рабо 80 денари беше. Слики. Шарено нешто светка. Отварам, гледам стрип. Еј, гледам Банана Мен. Еј, викам шо збориш? Гледам Кире, Ерик, Банана Мен. Ерика Банана Мен и само се викам. Ерика, ја цел живот мислев дека е Кире. Поздрав за нашиот режија Кире. Да, тоа беше, не знам, нешто како се викаше, нешто есенско издание од познат у Англија ги печата тие на Сали беше нешто. Не ми текнува, а требаше да идам и за битва и викам, ќе му зјам и на Мичо, викам еден ќе му го однесам барем Знаеш ли едно кафе што ќе пием. стрипови, да му покажа. Не, му кажав, му викам ова да знаеш ќе супер да го донесеш. Мене прво искуство со бункер ми е 2000 можеби 14-та. На Facebook ми искача од Мичо, не знаев зашто го следев тогаш. Си купил работи нешто и гледам манга Напад Титана, вика. И му пишам на Мичо, брат, од кај има ова, кај наш, кај се продава? Ми викал бункер. Што е бункер? Криптонижарница. И барам, гледам бункер. Ќе мораме да му даеме Ќе некој мораме. процент за рекламата Да, на да, Мичо, да. да ќе го шири Мичо кругот. секој епизода го збори, бе. И гледам на Facebook што има, како има. И викам, ова е јако. Одам у бункер, само прашувам, здраво, имате ли Напад Титана, нели? Attack on Titan, Да. први еден. Го зимам. И маце ми беше незгодно прв пат кога отидов, одма си отидов. А после следи... Се усрам, ја? Да. А после следи доаѓања, гледање, разгледување, со сати онака може да се поминува бункер. И затоа ми се допаѓа што онака дозволувате да се разгледа колку сака да се влезе. Знаеш човек. како е, тоа и јас го правам, значи не можам сега да се љутам за нешто што луѓето го прават, а го правам и јас. Значи кога и да идам негде, у странство или негде, јас без сат и пол, 2 сати, ако има стрипнижаница, не помину. Жена ми се љути, пие кафиња од страна, ја чупка, а јас овој си онака, мораш да видиш се. Не Јасно ми е као тоа. да губиш време за осет кога ќе Да, осет за апсолутно. време за осет па Те осет разбрав. за време као влагаш и као се гасиш од све, исклучен си, само си фокусиран Апсолутно, на- апсолутно. на- Габе на- испив 2 кафиња, добро и габе И испи уште едно Пуше од мене. пола сат. Најмоја, имам, немам. За Мораш тоа- се да видиш, знаеш, колку и да е мал, еве у Белград на пример, многу се и помали тие стрипарниците кои ќе видиш, ама колку и да е мала стрипарница, мораш без секој ќуше да го прочашкаш да видиш што има како. За таа ствар јас си симнав една апликација, како се викаше? Comic Geek мислам дека се викаше. Така? И си го скенирам бар кодот што е од позади. Има така скенирање?
Да бе, као на срч му идеш и на паркодот и само одма пишуваш. со корица, со све ти го дава тоа што... Да. што- Така Во бункера све. И за што Ванко Поп го има имаш таква од- апликација. у овакво. Сега штета што нашиве ги нема таму стрипови, ама се надам да ќе ги има у иднина. Кој наш? Уствари, не сум ни проверил, нема баркод ово. Нема баркод, нема веќе. Би морало да има негде. Нема, Пишува автоматски, бе? негде има, ама нема веќе. Инаку само да заборавив маца да кажеме, сите овие ваши изданија што се стрикно на македонски, што е според мен искрено многу добро, бидејќи сметам дека не мора само да се чита на англиски, дека не е само англиски стрипот, бидејќи мора малку и македонски да се фати, бидејќи сепак промовираме литература и сите тие работи. Така Да, тоа е начин и да го зачуваме јазикот, знаеш, секој мора да го даде некој свој придонец, колку год да изгледа мал или минимален, мора да се овако. И мене ми е големо задоволство, значи, кога работиме на преводите, ги гледаме овако, кога ќе вметнеш некој наш автентичен збор, па топло ти е околу срцето едноставно, разбираш. Доста се комплицирани овие стриповите, подготовката за печат и за се, мораш све да промениш, мораш кириличен фонд да најдеш, да преведеш нормално. Веќе кога влагаме у таа тема, печатењето на стрипови е многу поскапо и многу покомплицирано, например, од книгите. И за тоа, тоа е уште една причина зашто таа кревка некако уметност мора да ја одржуваме. Ако тргнеш од почетокот, значи кога купуваш права, ти за стрипот покрај правата мораш да купиш и материјали. Тоа се сите тие што ти ги праќаат, значи цртежите, сликите, фонтовите. Од тие фонтови ти после правиш фонтови на македонски јазик, имаш милиарда препреки, например, кириличното писмо е многу пошироко од латиничното. Латиничната буква И, што вика Ласко, тоа ми го кажа Ласко Ѓуровски, наш стрип доајен, одличен стрипаџија, и он е у тимот и ни помага да ги правиме стрипове наши. Он ми го кажа тој пример кој што стои. Нашата буква И зазема 3 знака колку англиската буква И. Односно латиничната, разбираш? И, а И наше, и се ти мораш да го прилагодиш, да го ставиш тоа у балончето, некогаш ќе испадне поситна буквата. Понатаму стрипот мораш да го испечатиш на убава хартија. Значи мора отисокот да биде убав. Тоа е пак некаква визуелна уметност која што печатокот од сликата е многу важен. Понатаму овој еден огромен дел од пазарот губиш на сметка на дигитално пиратство. И така натаму, и така натаму. Сакам да кажам, сложен е процесот доста и изработката, и тоа е можда и причината за тоа што имаме толку мал број стрипови на македонски јазик. Меѓутоа треба да продолжиме, секој треба да го прави она што го прави, да проба да го прави најдобро, да се потруди, бидејќи знаеш како е, на таков начин некако ќе го прошириме и кругот на читателите. Мене ми е целта да ангажирам една инертна маса на луѓе која што не чита стрипови или уште го смета стрипот, порано стрипот се сметал за шунт, да не се лажеме. Го смета стрипот за шунт, меѓутоа стрипот е, ќе повторам по кој знае кој пат, девета уметност. Значи, некој кој што сака добра книга или да види убава слика, филм, може да се изненади ако прочита стрип некој, да каже, вау, ова има длабочина, овако. Целта ни е да го смениме пристапот на јавноста кон стрипот, како што е сменет во другите држави во околината. Во Хрватска, на пример, јас спомнувам стално, имаш најпознати писатели, читаат и пишуваат рецензии за стрипови. Значи, не е стрипот сега нешто извадено од најдолната фиока, па се ајде една група ентузијасти, занесењаци тоа го пратат или читаат. Секој може да најде за себе нешто во тој свет на стрипот. Јас сакав да те прашам, кој е процесот на преведување на стрип? Ти ви го праќаат стрипот, да кажам, со празника облачиња, па вие таму го опишувате текстот, ви го праќаат на англиски или па на јазикот, на главниот јазик што е напишан? Се добиваш, кога ќе ги платиш материјалите, добиваш све, го добиваш и стрипот во PDF, добиваш и секоја табла е као страница, ја добиваш посебно, со празни балончиња и тука
дизајнерот треба да стави тоа што треба да А ти тоа кажуваат што ќе биде преведено. А они што фонд треба да користиш у во стрипот? принцип има издавачи такви и такви. Има издавачи, односно иматели на права од странство кои што се многу захтевни, значи буквално све мораш да им пратиш на проверка. Не можеш сега ти си платил права и правиш што сакаш. Со фондот конкретно имавме баш за везење, имавме не добивме некој фонд, ако видиш тука има ракописен фонд, значи тоа е фонд кој што Ласко го разви, секоја чест за тоа. Да. Тоа е Значи- блаже фонтот? Така се вика. Не знам, значи Не знам, ја не не се разбирам, Ласко има направено фонтови мал милион, овој човекот е баш го бива за таа работа. Сега, они овој ракописниот фонд на латиница го нема, да ни го дадат на латиница, па да го прилагодиме ние во материјалите. Така што Ласко мораше од нула да го направи фондот и тој фонд моравме да го пратиме на одобрување, па кога дадоа окей, продолживме да го овакво. Има случај, на пример, еден тип у Хрватска Фибра, голем издавач овој, он иде и чекор понатам, он, на пример, од оригиналните автори, издава стрип од француски автори. Го замолува авторот, дај ми, напиши ми 2-3 реченици со твој ракопис, каде што ги има сите букви, и оно тие букви прави оригинален фонд, значи автентичен на самиот автор на стрипот. И тоа толку им се допадна на европјаните, што он кога го направи тоа, дури им го бараа назад да му го откупат тој фонд. Значи, до таму може да идат работите. Мрдна добра. Тоа е многу јако. Напиши ми ја цела азбука. Неколку Бам, бам. реченици, он ќе го најде буквата А, буквата Б, Ц, се едно. Не бе, не мора и азбуката да е. И на тој начин авторот ќе си ја види Бам, бам. и својот, значи и својот ракопис ќе го види Тоа е испечатен. многу- Така, ако не се лажам, Ласко Ѓуровски го има направено тој фонд, мислам дека се вика Блаже Коненски фондот, кој што е направен кирилично од начинот на он кој што има пишувано. Буквално се бајле пред отворам, гледав Така, некој работи така. од Ласко Ѓуровски, така да Ај. него за гости, ке него се. Да. Ласко треба да го викнете дефинитивно. Значи он е наш стрип доајен кој што многу го ценам и почитувам. Ќе ви каже приказни многу интересни. Со Љупчо Филипов, на пример, го имаат нацртано првиот број на Лун на времето. Лун беше многу познат пишуван роман кај нас, па после направија стрип. И многу интересно како се снаоѓале, знаеш, Лун живее во Лондон сега и они треба да најдеш слика од метро, немаш интернет сега, барај по весници нешто референц. Милион интересни приказни има за раскажување, стварно би било убаво да го викнете. Еден интересен феномен што до сега го имате направено 2 пати е Free Comic Book Day. Кажи ми, Два, мислам дека 3 пати, да. Три пати, да. Грешка, 3 пати. Кажи ми, колку е, например, тешка процедурата да се направи тоа, бидејќи еве кај нас го има направено 3 пати во рок од 13 години, во една блиска Грција се дешава на колку, на месечна база. Колку Тоа е еднаш тешко, годишно, ама мислам има традиција, те разбирам што сакаш да кажеш. Да. Да, у принцип е доста комплицирано и нешто чини, меѓутоа сакаме да пратиме некоја добра вибрација. Знаеш, ретки се по нас, и ќе испадне малце претенциозно дека се фалиме, ама ретки се моментите кога нешто човек може да направи, да дадеш бесплатно, да видиш оние редици, не знам дали сте ги виделе на Free Comic Book Day, ги има по интернет, значи се прави редица. Да, знам, ја брат ми го пратив лани, дека не бев у Грција бе, или у Дојран бев, или не знам не Те бев. отера, И ми отиле. звони и ми вика, Огнен, овде има премногу гужва, ја не планирам да чекам ред, ќе си идам дома, добро, иди си. Сега тоа е, ја и ти го бевме тоа? Не, 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 2023-та. Тоа е последната, да, Да, веројатно 2022 сте биле вие. Планираме, сакаме тоа да биде долгорочно, убава работа е. Чекај, тие ви ги праќа, гледам дека и на самите као стрипчиња се стои Free Comic Book Day. Значи вака, да, тоа е процедура. Првиот Free Comic Book Day, кој беше 2017-18, го направивме исклучиво сами со изданија што дававме, поклањавме. Убав момент е што се надоврзуваат и други луѓе, носат стрипови што не им требаат читани, не читани, и се собира една маса на стрипови. Концептот во светски рамки е
убава идејата. Во светски рамки е концептот тие стрипови ги даваш бесплатно, меѓутоа не ги добиваш бесплатно. Ги добиваш со некој голем попуст и после иначе сите ќе се разграбаат, сите комик букшопови ќе земат ненормални количини. Значи и тој што го прави стрип книжарницата треба да плати нешто. Нас ни е најголем проблем уствари не ајде налети стрипови, све 500-600 стрипа колку ги даваме, ќе ги дадеш. Парите, проблемот е транспорт. Транспортот од Америка е исклучиво скап и некогаш се прашуваш дали вреди да го правиш тоа, затоа што доаѓаш до некоја граница каде што баш е болно, кило стрипови плаќаш 10 евра транспорт, разбираш? И тоа е објективно проблемот. Меѓутоа за сега сакаме да бидеме доследни, ќе пробаме, ќе направиме се што може тоа да стане традиција. Би сакале во иднина да се вклучи и некој од институције, малце да не подржи, во смисла не да не подржи нас, туку да ги подржи македонските издавачи. Мене ми е идејата да им кажеме на македонските издавачи: луѓе, имате залих, сите од нас имаат залихи без везе, по подруми, по гаражи, по не знам каде. Дајте да ви помогнеме да се ослободиме од залихите, дајте попуст на овие стрипови, да кажеме 50%, да ја замолиме државата да ни даде некоја беззначајна сума за другите 50%, на тој начин ќе се прошири македонскиот збор, ќе се прошири македонскиот стрип, издавачите ќе имаат некој бенефит, некоја финансиска сатисфакција, каква таква, и ќе се ослободат од залихите. Тоа би сакале, во таа насока би сакале да го тераме, да го тераме тој настан. Инаку ние, ја ќе гледам, стварно, додека не дојде нож до коска да тој настан си живее и да си има некаква своја традиција. Проблематично е што во светски рамки тоа е некаде се прави во првата сабота во мај. Ние обично во тој период имаме саем на книгата, кој што ни е и на нас централен настан на годината. И баш кај тие стрипови не можеш да ги, обично искачаат во април, додека да ги дотераш 20-30 дена од Америка, може да го рипнеш терминот и заради тоа сега некако тоа го правиме, после доаѓаат одмори, го правиме во септември. Така и планираме и годинава, ако биде све во ред, ќе имаме една убава дешавка, што викаат. Ги спомнува редиците, тоа ми е мега фасцинантно со тебе, кога бевме 2022 и онака одиме сад време порано пред отварање. Викаме, ајде бидеме први на брзинка да истражиме, па после ќе се доаѓаат луѓе. Идеме, гледаме едно добри 15 души пред нас, уште порано го гледа, колку е јако. Да, и ние бевме многу изненадени, знаеш, првиот пат кога правевме така, дојдовме малце тука, бевме близко да зирнеме како е, веќе од 10 пак отвараме. Веќе од 9 се праја некои колони, имаше ова. Првата година дури имавме и вака едно столче маса со напивки, со сокови, со ова, со она, све така. Убав настане, знаеш. Ја тој комик бук деќе го памтам пред негде, не знам колку сад стигнавме, ај кафе отпрем да пиеме у бистро комедија и идеме и пиеме кафе со Марио и говори, нешто да мавнеме сега едно раке, едно виски, па кој будала у 7 са бајле ке пие виски и ова, идеме у бункер, завршуваме работа, па ај сега да седнеме каде, па на пиво да седнеме негде. Поете убаво ви тргнало. Тоа и поентата на настанот, да си поминете убаво. Сакав да те прашам една ствар со тебе и со Мичо го правев муаветот зашто Клайм не се преведе на македонски, ми кажа дека ви бара некој огромен број на тиражи што треба да се направи. Од другиве стрипови не ви бара толку тиражи или зависи, Америка е пак, ќе кажам, специфичен пазар. Сакавме и многу, имав желба да го преведеме стрипот на Мичо на македонски, меѓутоа едноставно не ни беше судено. Да, они ти викаат, мораш да направиш најмалку 1000 примероци и за тоа ќе ти дадеме поволни услови. Проентата е што за жал кај нас ти ако продадеш некој стрип во 100 примероци, сметаш дека си исклучително успешен. Мојата логика беше, чекајте бе луѓе, 300 примероци,
pa će si zemete nekoja para, što ve košta, imate materijali, imate sve. Oni vika, ne, nije ime tolkavi trošoci, birokrati, za takvi iznosi, za takvi tiraži, ne ni se isplati da se zamarame. I to ne je prikazno samo za ovaj strip, sam ja slušao ta prikazna i od drugih izdavači. Evo, ovaj Marko od Fibra, od Hrvatska, na primjer, koji što isključitelno uspešan izdavač. Na primjer, koga Sakal da objavuje nekoj mangi na japonski, jednostavno nemu ni odgovarali na mailovi. Znači, vika, tije tiraži vaši se toliko marginalni, vika, ne ni se isplati uopšte da pleguvame u prepiska, u ova, u ona, da so tije raboti. Така да, за жал, испадна така, се надевам дека во некој иден момент можда ќе се подотвори вратата или дека ќе можеме да го донесеме нашиот пазар на тоа ниво да може да ете впие 1000 примероци тираж, иако сега за сега тоа е научна фантастика. Не, мене тоа ми е чудно што цртачот на стрипот е македонец, а не го дава да се преведе на македонски. Па и да и не, значи условите на игра се јасно определени кога го потпишуваш договорот, претпоставам, не знам конкретно за случајот на Миќо. Значи сигурно му е него желба. Во некој случај знае да одигра улога, цртачот сака да го има. И мене ми беше и тоа резонот. Чекајте бе, не мора ништо ни да заработите, ќе го имате стрипов на кирилица, ќе биде нешто екзотично, ќе можете се пофалите, ќе можете да ставите. Секогаш играм на некој таков сентимент кога се работи за издаваштво со странците, затоа што не можеме да им понудиме големи тиражи. Секој ќе ти има некој ти вика, ние уопште не разговараме. Значи под 1000 евра, оваква ти се 1000 евра права, она треба да направиш некоја економска калкулација. Така што тоа е, во некој случај игра улога, во некој случај не. Зависи каков договор, претпоставувам, си потпишал. Добро, овие што ги имате, вие се европски свет, така? Ние сакаме да шараме, значи, во нашава едиција и по географски широчини и низ времења. Значи, почнавме Африка, Сомалија, па имавме Италија, па имавме Франција, па имавме, не знам, Шпанија, па Берлин во времето на Вајмарската република, Северна Кореја, Алжир, Иран сега и така натаму. Претежно се да, европски. Јас би сакал некој пред се од јужноамериканската школа стрип да издадеме, посебно аргентинците, тие ми се така слабост. И американците, зошто да не, со тоа што ја искрено не сум некој голем љубител на суперхероите, иако го сваќам нивното значење. Меѓутоа, еве и тоа информација, значи, ние еднаш си се распрашувавме со Марвел. Знаете која е процедурата за да добиеш лиценца за Марвел кај нас? Може да предпоставам. Значи, они ти бараат да направат инспекција во печатницата каде што ќе го печатиш стрипот. Таа инспекција мора да дојде од надвор, ти мора да им платиш авионски карти, сместување, све. Што е поентата? Некои земји, како што е Македонија, има таков третман, они мора да се обезбедат од све. Например, дека ете во таа печатница не се злоупотребуваат, например, детскиот труд и такви работи. И секој ќе видиш, тоа се прави само еднаш. Ама кога ќе видиш колкав е трошокот, бога ми, ќе се запрашаш. Треба да знаеш да броиш само. До 10.000 евра. Да, многу е, тешко е. Значи, тешко се отвараат тие врати. Тоа не, видиш. Значи, за да решам јас да го преведам Марвел стрипот, ќе ми од Марвел ќе дојдат или ќе Марвел има листа на земји за кои што важат овие правила. Значи, чудно е, например, што ете за Србија не важат тие правила. За Македонија важат. Ако сакаш да издадеш, барем така беше пред година-две кога зборевме. А ако сакаш да издадеш, Србите све издаваат, човече. буквално, нема што. Ама и најголем пазар си, значи. Да Ридлер искочи сега од Субич, одма го преведува, го има Значи, и во бункер го Да, сега го добивме. да. Значи, чаробна книга, тој издавач, има едиција, се вика DC Hot. Во таа едиција издаваат најновите стрипови од DC, не постари од 6 месеци од како ќе се појави стрипот на американскиот пазар. Тоа е сериозно. И после, брат, у Србија детето ќе иде ќе се окупи
The Riddler Year One на српски, ќе си го прочита на српски и тоа е тоа, брат. Така е. Тоа е дел зашто ја малку престанав да купувам стрипови, пошто читам онлайн. Сакам македонски да читам, брат. Супер е англиски, супер е све, но многу ми фали македонски. Еве ги, супер се, но сакам да читам повеќе. Така, не е поентата еден годишно или 2 годишно. Разбирам потполно. Одлично што ги имаме, но сепак сметам дека малку поише треба и издавачи да има, и автори, и све. Тешко е, нормално, но сепак... И ја, пример, кумот мој, проблем си имам, 10 години живееше у Србија, у Америка, и, пример, некои стрипови јас дома што ги имам на српски, што е, да речеме, Daredevil Born Again. Поново роđен. Не, го имам на српски Како беше и му викам Стрипов е многу е добар и прича и све. Еј, топи ќе го земе, ќе отвори. Ама брат, не знам вика е српски. Реално е со проблем, значи реално е проблем. Кога би било на македонски, пак би имале борба со англискиот. Ти викам, деца доаѓаат меѓу себе си зборат на англиски. Она имашме, не знам, некоја манга кај нас, како се викаше таа манга, сега не ми текне, ја Нема везе. им ја кажувам мангата на као што ја читам, као што се напишано, они вика не е така и со англиски, но не треба така да кажеш, добро вика. Бележница смрти. Да. Attack of Titans. Death Note. Demon Slayer. Ја не се навлеков на манга, не знам зашто, чекам изгледа некоја One Piece Марио ми ја фали многу, ама некако тоа со наопачки читањето тука. Се навикнува човек. Ја така Па и мислам да се он, навикнува. па и он ми кажа дека се навикнува, ама не не ми е јасно. Овде кога ќе си отворам, јас знам дека си починам од овде, па Све е обратно. Само сега обратно од и овде кај Ама не пак си од пробал. Не, од не. овде ли да читам? Не. не бе, аба имаш и на нив објаснување. О, вака. Значи, О, оваа страница овде ти вика ова е крајот. И кога ја отвараш ти вика 1 2 3 4 5. И овде од овде почнеш и ти вика 1 2, значи скроз обратно све. После неколку страници се навикнува човек. Полесно и боле и све, веруј. ќе видам. Е сега мангата е широко поле. Ја тука немам многу познавања, меѓутоа има манги и за мој сензибилитет, оно да паднеш на гс што се вика и од уметнички аспект и цртеж и прича и се. Од преводиве што ги имате, кој ти онака си го направил и за од Кейв си го превел и си некако си поврзан кон сентиментално да. Јас поише работам редактурата, што е исто сложен процес, затоа што полека и со преведувачите мораш да се најдеш на иста линија, малце да се користи тој стриповски јазик, знаеш. Во стрипот имаш некој непосреден говор, диалози, и не можеш да се држиш слепо до литературниот книжевен јазик македонски на Блаже Конески. Значи, тука им викам, малце ослободете се, опуштете се. Имав за Дейвид Боуи, например, дури некои луѓе ми префрлаа сега скопско наречје, ова, она. Меѓутоа, приказната е за Дейвид Боуи, значи се работи за рок-н-рол сега. Рокерите баш не пазеле како зборуваат, разбираш, баш кај Дейвид Боуи израснат во предградие лондонско, го користел често тој кокни акцент кој што е карактеристичен за Лондон и дури и кокетирал со него во своите песни. И сега ја не можам тука сега да идам строго по некаква линија на книжевен јазик. Мислам, Дейвид Боуи е човече. Во таа насока редактурата ми е голем предизвик. Имаме добра екипа со преведувачите, се повеќе се вклопуваме и на иста линија сме. Ако се работи за превод, единствен превод, според тоа и најмил ми е овој првиот стрип Олимписки сон, кој што јас го преведов, буквално, од германски. Кажи ми, кога се каже, например, комик бук стори или стрип книжаница, некако многу се оди на фактот нешто големо, нешто што го гледаме на филмови серии, например, од Big Bang Theory што им се стрип книжарниците. Има ли шанса некојаш во иди на бункер да стане така нешто ептен голема книжарница или
Pa сега со условија не сум сигурен, а не сум сигурен ни кога би имал можност да бирам дали би сакал. Знаеш, бункер е некое место кое што ние го замислувавме као нешто што е така, некое мало дуќанче во кое се познаваш со луѓето што доаѓаат, со кои што не збориш само за стрипови, него си ги кажуваме и маките човечки што ги имаме. Еден сакаше да не навреди некоја типче, ни рече бакалница, дека сме ние стрип бакалница. За мене е тоа најголем комплимент, разбираш, затоа што ја нити можам, нити сакам да бидам некоја безлична, ладна, корпоративна продавница. Нас ни е битен тој човечки допир, тој однос што го имаме и со луѓето и со купците. На крајот на криштата ние не се среќаваме само во бункер, се среќаваме и на други настани, ги знаеш луѓето, им ги знаеш проблемите. Во некој момент да, би сакал да се малце прошириме, со оглед на тоа дека полека ни станува тесно, носиме многу нови производи, меѓутоа сето тоа мора да биде пратено од некаква економска логика која што нормално ќе го поддржи тоа проширување. Меѓутоа, пак, кога би бирал, кога би имал отворени раце да правам што сакам, не би сакал да бидам некој дел од некој ладен корпоративен свет. Јас гледам и на страниве, и на интернет, гледам стрип книжаре, ама у стрип книжарата све се продава. Од стрипови до фигури што имате и вие. И карти за мобилни телефони. Филмови, човече, DVD филмови, игри, значи буквално влагаш онака капчиња за дека како што ги носам јас. Макети оние, знаеш, од картон што се такви. Убаво е да има избор, знаеш, и ако ти дозволува просторот и финансиите секако, немам против човек да се држи сето тоа. И ние на некој начин го правиме. Тоа на крајот на криштата тоа е некој начин да испливаш малце над вода. Не можеш да очекуваш во денешно време дека само од стрипот ќе можеш да бидеш некако многу доходовен, како да кажам. Го пратам еден италијанец и баш му пишав. Бонџорно. Дечко му викам на англиски. Да викам, ако ви треба вработен да работам каде дека. Чистач би работа. Буквално, значи влагаш човече и имаш све што те интересира од поп култура мајчки, дуксери, капчиња. Така. Чорапи уште, не знам. Има и чорапи, не секи. Чорапи има. Ние кај што набавуваме фигурици, има во понуда и чорапи, све што сакаш, шолји, кафиња, лажици. Во Италија колку му доаѓаат дневно? Не ми врати, брат, на тоа. Што му кажам да работам кај него, така да. Изгледа нема да работам кај него. Нема си документи. Никогаш не кажи никогаш, не се знае. Патот кај ќе те одведе. Ја повеќе прашања немам, моги ти? Па не знам, мислам дека у глобала тоа што сакавме да дознаеме за бункер го дознавме. Ти да не сакаш нешто вака стрип го кажавме дека уште сам кажам. Ќе го тераме, имаме волја, сакаме да го истераме, како и да е. Се надеваме на поголемо разбирање и поголема поддршка од државата во иднина. Ние се наметнавме да направиме подкаст на стрип-трип. Само ќе видиме Марио нешто овде ми мати води. Ако не, сам ќе идам, бе, што? Не мора да доеш ти. Сега со микрофон му дојдеш, брат. Не, бе, сега ќе седне до мене и си направиме муа, бе. Абе, ако успееме да ги обезбедиме гости во странство, ќе биде доста атрактивно. Да, дефинитивно тоа е. Ќе имаме големи имиња, некој, ајде да не зборам пред рака. Да не се... Да. Мислам дека исцрпивме доста ствари, допревме доста теми, мене ми ова и за тоа сум и многу благодарен. Направивме малце муабет пред да почне емисијата. Ова ми е шанса малце подолго да кажам нешто и околу стрипот и околу целата проблематика која ја влече таа уметност кај нас посебно. Обично кога гостувам во други медиуми на телевизија, вака времето е ограничено, не можеш да кажеш, новинарите најчесто не се информирани
и доаѓаш во нека ситуација на исти прашања да одговараш или да пробуваш по 27 пат да преформулираш истите одговори, да ги само со други зборови да ги формулираш. Така што би благодарам многу. Сакав ја, сега ми текна уште едно прашање. Каква беше реакцијата дома кога им кажати, слушајте, планирам да отворам книжара за стрипови? Тоа ти нешто лично имаш како тебе ти ги прифаќа стриповите дома? Не, ги купуват децата, ама не му ги читат. Знаеш како, општо прифатено мислење е дека стрипаџиите имаат проблеми со сопругите, со жените дома и тоа е од прилика може да се каже дека во некој дел е точно и се зезаме ние секогаш, што имаме големи колекции, дека проблемот кога носиш стрипот дома е само дека го прошверцеш да го ставиш на полица. До полица, кога ќе се изгуби на полицата, више никој нема трагата да му ја најде. Разбираш? Се губи во морето. Меѓутоа, јас имав поддршка од сопругата, нели реков дека она дури ми ги влечеше стриповите пред да отвориме ранчето полно од Белград, на полно или куферот понекогаш. Така што ние го почнавме овој проектот као некој кеф. Јас имав некоја друга работа, со тек на време испадна оваа работа се разви доволно да може така и да си опстои самостално со некој нормален приход, не е ништо спектакуларно, меѓутоа како тргнавме над очекувањата сме. И нормално, со тек на време имаш и проблеми, и вакви, такви, меѓутоа, генерално, јас имав поддршка за оваа работа и доста сум благодарен на сите овие што ме трпат со овие мои некои страсти. Ја више од полица ги трнав стриповите ми и искочи као да ги малтретирам дома, брат. Буквално. Ама знаеш, едно време дека над телевизорот имаме као ја гледам и полицата. Да, се спушта. Мора да пазиш. Ајде да тргнам ова да не направам проблем. Ќе имаш секакви моменти. Ќе имаш моменти дека многу стрипови имаш, прашина се собира, не се брише, дишете прашина, она. Со Мичо кога седнав на кафе, упитва дека Мичо има и фигурчиња дома од најситни до... Мичо има добро оправдање, од тоа работи, баш и од тоа живее и му поминува тоа. И прашањето ми беше добро, му викам, кој ти брише прашина, му викам, мислиш вика се брише тоа прашина? Која ќе ги разместиш од една страна на друга, тогаш вика. Кај него е добро, ја му викам секогаш, добро, сега да ти влезе некој лопов, да ти испокраде, сега 50 фанковци, 50 стрипа, ќе приметиш ти дека се украдени? Кога ќе ги приметиш? Можда за недела две, разбираш? Владимир, фала што беше на гости. Фала и на вас, мислам, ми беше чест и задоволство. Да превршуваме. Ќе завршиме со ова што ти Ајде, ти слободно. Кажи дека ја името на Джоку. Стапо, издолжи се. На човекот да Гоку знам дека е, ама на цртачот малце знаеш ја со јапонските со мангите. Си имам проблем, така да слободно. Како и да е, еден ден по излегувањето на нашата претходна епизода, на 8 март дознавме информација дека најпознатиот автор на манги и воено Dragon Ball Акира Торияма, за жал починал на 68 годишна возраст. Светот е реално уште потресен, многу стрип автори од него имаат почнато, како на пример Еичиро Ода со One Piece, Наруто и Блич. Dragon Ball и Акира Торияма е причина за јапонската култура да се шири во Америка, реално и во свет. Ја лично, например, со Dragon Ball имам почнато. Прва аниме, прва манга, така да, за жал, светот изгуби многу познат личност. Поради неговите успеси сите работи, решивме да даваме едно фанковче. Во негова чест, да? Во негова чест, што на македонски... Покажи го во. Што на македонски би се викал Сон Джоку, од преводите на оправдано присутни бе? Да. Оправдано присутни, инако е Сан Гоку. Земи си го е повели. Не, да си го земам да го покажеме убаво на камера да се види. За учество на giveaway-от ќе биде објавен на Инстаграм. Класично треба да коментирате и
И тоа е тоа. Како што си иде, не знам, треба да ќе има на страната на наша све ќе има и објавено за учество. Тој победникот ќе го кажеме наредната епизода му доаѓа, така да. Па или во епизода, да. Да, во наредната епизода ќе го Сега спойлер да направам кои не се гости следна епизода, нешто многу. Не. Само ќе кажам, Ќе направиме. не, знаеш што само ќе кажам? Кажи. Дека следна епизода имаме ептен фигури. Значи ова ќе Диорами. треба да тргам овде. Па работата нема да ги тргаш, пошто се работи за малечки фигури, диорами. Да, ама Така паза да да- се видат. ќе Добро, видат, ќе направиме нешто. Владимир, фала ти уште еднаш. Се гледаме у бункер. Обавезно. Секогаш сте да. добре дојдени, фала ви многу. И дечки, што да ви кажам, фала што не гледавте. И што ве гневавме уште, не знам, саат и пол, колку и да беше Сати по. епизодата. Гледате ни наредна епизода. Тоа е тоа, Марио. Ништо, да клапаме. Клапата, да си идеме на Ајде, хедома. клапаме. Ајде, дечки, чао. Чао, дечки. Чао.